Председателе, почитувана македонска јавност, денес дебатираме за избор на државен јавен обвинител на Република Македонија за кандидатот Љупчо Коцевски. Почитувани, живееме во држава во која власта само декларативно се залага за борба со корупцијата и криминалот. Државата ни тоне во криминал и корупција, зашто алармираат сите релевантни фактори. А главната причина за тоа е нефункционирањето на јавното обвинителство и судството. Јовевски го претвори јавното обвинителство во владина подружница, која што печати обвиненија по желба и нарачка на Илинденска. Секојдневно земјата ја тресат скандали, криминали, белосветски криминалци се шетаат по Македонија, добиваат патни исправи, пасоши, се сликаат со функционери и пратеници од власта. И на крајот, виновниците се службениците, кои за волја на вистината, овие криминалци, белосветски криминалци, без дозвола на предпоставените, не би смееле да влезат во Македонија, а не да добијат пасоши. И со право довербата во правосудството е 1%, а сега веќе можеби и 0. Најстрашно е што органите на прогон не ги истражуваат, а уште помалку ги санкционираат коруптивните скандали. Поразителен е податокот дека само 10% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупцијата е реализирана од страна на институциите. Тоа покажува дека власта на Ковачевски нема волја да се справува со корупцијата, затоа што самите се извор на корупција и криминал. Имаме многу случаи на документирана корупција што не се процесуирани во институцијата. Според председателката на ДКСК, имаме многу јавно објавени случаи во кои што е јасно дека се случаи на корупцијата, а при тоа нити судовите, нити обвинителствата не се зафатија да ги расчистат. Па председателката на ДКСК ќе каже дека е време за големи разрешувања и ветинг. Новиот државен обвинител треба да се зафати со расветлување на скандалот за онкологија, да се истера до крај, мора да има политичка, морална и кривична одговорност. Да се отвори предмет за државната лотарија, бидејќи никој досега немал храброст да го истражи овој милионски скандал. Нема предмет ни за дуќаните во центарот на градот за само 700 евра по метар квадратен за братот на Артан Груби, нема предмет за Соравија, за хотелот на Шапка. Запалено беше и луксузно возило паркирано од 80.000 евра пред зградата на вице-премиерот Артан Груби, кој не го пријавил, а го добил на поклон, а при тоа опремен со флешери. Оливер Спасовски потврдува дека возилото е користело флешери, а спомнува дека вакви злоупотреби имало кај многу партиски мангупи. Понатаму, во нашата држава има постапка за 2 генерални секретари, а нема постапка за целата влада. Генералните секретари не можеле да прават ништо без знаење на тогашниот премиер Заев, а сега Ковачевски. Ранет полицаец во филмско бегство на затвореник од Комбе на Индризово. Јавното обвинителство е со блокирана сметка. Ресурсо лоше водени, зградата, опремата и намештајот од специјалното јавно обвинителство седат неискористени, а се плаќа скапа кирија за објектот во кој на работа одат дали вкупно 5 луѓе. Нефункционални истражни центри формирани само на хартија, без подршка на ресурси, човечки пристап до датабази и финансии. 7 години на власт на СДСМ Дуи и никаква реформа нема спроведено во правосудството. Скандали објавени од ВМРО, од ДПМН во минатото, обелоденети за дел од нив со голем притисок од јавноста и меѓународните партнери, започнани судски постапки, голем прашалник дали ќе има некаква разрешница.
Во изминатиот период, Советот на јавни обвинители, сведоци сме дека служи само како агенција за вработување, тој го спроведе изборот на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, а новиот шеф Абази доби само негативни и загрешувачки коментари од нашите стратешки партнери. Од тие коментари требаше да се загражи СДСМ-ДУИ, меѓутоа тоа не се случи. Корупцијата е најголем проблем во оваа земја и збунувачки е изборот на новиот шеф на основното јавно обвинителство за горење на организиран криминал и корупција. Резултатите од изборите на кои гласаа обвинителите се збунувачки во Република Македонија и има потрошено милиони за обука на обвинители и други во правосудниот систем. Тоа се зборовите на американската амбасадорка Агелер. Јавното обвинителство е последно по довербата од сите институции според НДИ и швајцарската амбасада. Препукувањата помеѓу Гркова и јавниот обвинител претходен Јовевски, помеѓу министерот за правда Кренал Лога и председателот на Советот на јавни обвинители Јолевски, секако дека влијаат на довербата во правосудството, заедно со сите скандали во правосудството. Вниманието во јавноста го привлече и исказот на Ленче Ристовска, јавен обвинител и извор, која што тврди дека јавното обвинителство треба да се реформира, бидејќи е извор на тргување со влијание. Според неа, Советот на јавно обвинителство досега потврлило во исполнувањето на примарната функција и потребно е професионализација негова и изолирање од политички и други влијанија при избори и разрешување на јавните обвинители, бидејќи повеќе пати се случувало изборите на јавни обвинители да бидат одложувани без конкретно образложение за причините поради што се создава печаток во јавноста дека изборот не е слободен. Таа предлага да се разгледа опцијата Советот на јавни обвинители да биде адхок тело кое ќе се состанува по потреба. За дешавките во Судскиот совет и реакциите од меѓународниот фактор бевме сведоци, две разрешени председателки, Весна Дамева се врати, Црвенковска зборуваше за влијание од судски бизнис елити. Сведоци бевме и сме за непотизам во Академијата за суди и јавни обвинители, исчезнаа докази доставени од Европска институција за криминал во Македонија и никој не сносеше одговорност. Неколку дена по суспендирањето на Вилба Русковска, која водеше предистрага за неколку видни функционери од СДСМ-ДУИ или луѓе блиски до власта, се случи поплава во која беа поплавени оригинални документи во поплавените канцеларии на обвинителите. Отидоа документите, отиде низ вода и Русковска, отиде низ вода и Љубомир Јовевски, затоа што за оваа власт се има вредност и употребна вредност, па така и соработниците нејзини кои што ги пушта низ вода. Ако власта не ги слуша критиките на опозицијата и укажувањата дека државата тоне со оваа власт и дека наместо да ја приближува државата до Европската Унија, оваа власт се повеќе не оддалечува, треба да ги слуша критиките од стратешките партнери на државата кои јасно и недвосмислено укажуваат дека Република Македонија не ја водат по патот по кој треба да стигне до посакуваната цел, а тоа е Европската Унија. Државниот јавен обвинител во Република Македонија во многу тежок идниот државен јавен обвинител што ќе го избере власта Коцевски доаѓа во тежок период. Меѓутоа, времето ќе покаже дали обвинителот ќе смени нешто на подобро во обвинителството или ќе продолжи како и неговиот претходник. Не ни треба извештајот на Европската комисија за да ја видиме големата слика за државата, затоа што 3 години поред не е детектиран напредок
а Европската комисија со критики за судството и борбата со корупцијата. За злоупотреба